Никогаш доволно зборови да се опише атмосферата во градскиот совет. Работите се толку вон контрола што чури не само во преносна, туку и во вистинска смисла на зборот. Забележувам дека некои советници користат електронски цигари за време на седниците. Мислам дека тоа не е дозволено. Јас не сум пушач и мирисот веќе стигна до мене. Баздењето веќе одамна го чувствуваат дури и тие што немаат добар нос, а обвинувањата за тоа кој само пуши, а кој го фрли од шкорчето, се дел од вообичаената реторика меѓу советничките и градоначалничката. И јас ќе завршам само со еден збор. Значи, го запаливте Скопје. Не сте Пиколомини, заради тоа што Пиколомини го запалил од други причини, меѓутоа го запаливте Скопје. Единствено нешто што го запалило Скопје е коалицијата СДСМ-ДПМН и никој друг. Пожарникарите или пироманите, се едно, знаат дека постои единствен начин да се згасне. Но изгледа никој не сака да ја прифати сугестијата, за да се скротат, барем пламените јазици. Таму велосипедските патеки за жал не Земете постојат. водичка Во овој земете, момент? имате. Послужете се, имате водичка. Не, нема проблем. Штом нема мака, нема ни решение. Па следува нова доза масло на тиганот, која придонесува се одново, бурно, да разгори. Ако проектот за универзална сала за вас е шљакнат, јас ќе кажам дека вие тресете блјувотини. Ама ако сте уличарка, ние не мораме тука да ве трпиме. Ајде ве молам, значи. Во интерес на истрајност е и новиот обид да се релаксира амбиентот преку внесување пресен воздух, без да се има предвиди как кислородот не го намалува, туку го одржува оганат. Според советникот Филип Јаневски, директно од апсолвентска вечер, повелете ќе внесе малку свежина. Како ви избравме, стварно не знам. Таква грешка во живот да не ми се случи повторно. Кога веќе ништо не може да се стори, можеби спас треба да се побара во копање дупка во која ќе се турне жарот. Ами таму веќе е преполно и опасно, иако има мудри идеи, ако се има предвид капацитетот за изфрлување секрети. Значи не е спуштено нивото, вие сте под секое ниво. Пробушено е дното. Бидејќи многумина овде го спомнуваат дното, сакам да им кажам дека за жал се наоѓаат на дното и плукаат нагоре, а дождот врне врзнив. И на крајот, кога таман ке се помисли дека природните капки ќе имаат ефект, некој пак со боринче ке го побара. Се знае кој е виновен во целава ситуација. Градоначалникот и овој тука 15 сектори што води, што има овластување, што се нарекува генерален секретар, рекетар опозадина. Рекет број 1 пред Новак Џоковиќ е Христијан Мицковски. Точка. Има двајца, се извинам во моментов, Новак Џоковиќ е на трето место на АТП листата. Едно е јасно, без оглед на интерната препирка за тоа кој кое место го грее на светските листи. На скопската, без пласман, се тие кои што постојано горат. Граѓаните.